активност. Со особена почит му ја посветуваме на животната приказна на нашиот сега покоен член Слободан Монев Данче. Нашиот Данче кој пред една година не напушти во текот на една токму ваква планинарска акција на нашето планинарско друштво. Севкупната животна приказна ја споделуваме на два дела. Подолгата, посветна и победничка преку повеќе децениска и мощна успешна фудбалска легенда на пробишти преку легендарниот фудбалски клуб Рудар, клуб во кој со љубов и големо задоволство и уште со поголем успех настапуваше нашиот неуморен Данче и како фудбалер, но и како тренер и функционер. Фудбалер за пример на повеќе генерации фудбалери од Пробиштип, но и од други градови кои настапувале во зелено-црниот дрес на Рудар. Токму оваа подолга животна играчка приказна нашиот Данче на еден првесен надпревар со 11 октомври Скопје му се случи повреда потешка и пострашна за еден фудбалер на Рудар, повреда каква дотогаш и потоа не се случила на еден фудбалер на Рудар. Беше тоа голема спортска повреда која му ја загрошуваше понатамошната фудбалска кариера на Данче. Но нашиот непобедив Данче не само што изоја победа над несреќната повреда, туку и по извесно време се враќа во тимот на Рудар со уште многу години фудбалска кариера како играч на клубот, а во еден период и како успешен тренер. Ете, тоа е подолгата и победничка приказна, а со среќен крај. Но втората приказна е многу покуса. Помирна, попријатна, но за жал приказна која заврши со трагичен крај. Кога во една рутинска планинарска тура на познатата планинарска трансверзална релација Рударска тура Пробиштип Кратово, Крива Паланка кај местноста Лисец, ненадејно и одеднаш престана да чука срцето на нашиот Данче. При движење низ планината, планинарски рутински движења, на какви без тешкоти и десетици пати учествувал и нашиот Данче, при што најчесто бил начело на колоната во движење. Но овој пат во планинарскиот од престана да чука неуморното срце на нашиот Данче и не остави без највредниот планинар од нашето планинарско друштво. Затоа ве повикувам со едноминутно молчење да му одадеме заслужена почит. Симнете ги капите. Слава му. Слава. Сега дозволите Данило. Инаку текстот за ова го приредија нашиот коавтор на текстот Груица Манасиев и професорот Стојан Стефановски за ова пригода. Да им се заблагодариме. Сега да го откриеме спомен обележјето. И секој што ќе помине овде да се подсети дека по овие патеки, покрај тоа што ние како планинари оделе и рударите од Кривопаланечко на работа во рудникот Додерво, во чија чест е и направен овој планинарски марш. Слава. Thank you.